Школата Гоце Делчев. Сега ќе го фатам цело. Гледайте, тука е, значи, пред тоа тамо го фатив, сега ќе на цел крај. Гледайте што е ова. Нели, каде се пратеници? Овде, тоа што може да има и крокодили, да. Тоа што и крокодили, сега вака. Да, ова е дворешто, кое сега го треба некој да го очисти. А видите што е внатрешто. И ова е се вака. Дали тука бе деца бе, ова треба. Видите, тој другар Тито што го зборуваме. Не направил толку тука огромно, значи во ова школа и во многу други школи, нели? Огромни, големи покрај училиштето, нели, училиштата така, значи места каде што треба да се прават игралишта. Тука во ова школа немаме игралиште, уште во моето време кога јас учев во Сполетка. Игралиштето за фудбал беше тамо преку школата, од таа страна, ќе завршам сега, и тогаш беше со земја и со песок. А сега и тоа го нема. Па овде треба да имаме, значи, игралиште и за фудбал, дури и за кошарка, за лето. Тамо има еден кош само. Иако таа сала е катастрофа, во таа сала, веројатно таа е истата. Па не може да биде поголема или помалка кога школата е исто. Пред 40 и кусур години влегуваш натре и ти се задушуваш едноставно од тој воздух, нема воздух. Ете така да кажам и на министерката за образование. Значи зборувам кога кажам за ова школа, за другите не знам, не сум бил. А иначе тревата, еве да, тука слободно може да пасат не магариња и коњи, не овци, сите заедно. Да, еве вака. И нека гледа Светов. Светов нека гледа, еве вака. Не знам, не сум поминал, сега ќе завасам цел круг. Значи метро и пол, некаде 2 метра, еве вака. Метро и пол, некаде 2 метра. И јас едно вакво видео го пуштив пред некои 7-8 дена, нели? Така? Метро и пол до 2 метри имаме тука. Имаше, тоест и има место каде што може точно кога би имале во близина на планина крокодили, точно би стигнале тука. Сега видите колку интересно. Тука од оваа страна напред, да, тука нешто не ни се искосиле. Тука е многу малку, да, веројатно тука е искосено. Меѓутоа само тука, па тие змии, тие смокови, крокодили што го изборуваме во наводници, тие од тамо може да влезат и некому дома, а не во училиште или во училишта клупа да седнат некој, па некој дете да го каснат. Да, тука се искосило. И сега што? Само тука? Ова е тоа што само школото? Не бе цел тој двор. И сега ќе ми долова ми нешто друго. Еве вака, нека биде по-долго, јас немам проблеми, пошто во моментов правам, излегов во 18 часот од дома пешки, бев, тоа видео ќе го пуштам сега пред тоа, за директора што правил тамо во школа, во медицински центар. Болните луѓе морале прво да платат кауција за да останат. Ако не хитно поедеш тамо за нешто, мораш да платиш кауција 3000 dinara, тоа го измислил директорот. Па ќе видиме, за тоа не е битно. Па правя видео едно кај општината Кучија точно да паднаа човек. Еве го. Значи исто и тука е влезот. Еве и тука е влезот на. Еве го тоа Гоце Делчев. Еве гледате тамо што е. Еве тамо кантите ќе ги видите. Иако значи како да не го кажам водовод, него институцијава каде што 3 пати на ден на секоја точка во градот чисти џубре. Меѓутоа, додека има неказливост и цел град не е во џубре пак. Додека има неказливост паришта, касата била само 1200 dinara и тоа не се казнуваат луѓе. А јас сум рекол 20 до 30.000. Додека има неказливост, не 3 пати, 5 пати ќе се чисти, се троши гориво, работници, пари, тоа се пари од буџетот на градот. Без имајќи еднаш дневно да се чисти, 3 пати се чисти и целиот град не е во хаос.
Значи треба да има казни вост. Запад не е попаметен, новчана, паришта. Еве вака сега за школа во Гоце Делчев. Еве требава. Значи метро и пол, нели? Прошло видео што беше и еве вака е до там. Овде има играчки. Кој е дете тука би играло? Кој нормален родител тука би оставил и никогаш нема тука. Никогаш не е тука. Не сум видел дете. Кој нормален родител бидејќи дали не се будали родителите, никој не е будала. Ова е фактички за џабе направено, кога тука може да имаме крокодили и змии. Ете го таму, ете, ако се гледаат тие две стативи, белите таму, на некои 70 до 80 метри од тука, ако ги доловувам, и закечувам од другата страна, тогаш беше пред 40 и кусур години, и 5 да не кажам, исто до тоа игралиште, а сега не е веќе игралиште, тука на физичко, која имаме предмет по физичко, играме, поштовање, играме фудбал, сега не може тука ништо да се игра, и е вака, значи, крокодили, ако има, може и да имаме. А, така? А змии... Па цело сега го завази в цело школа, а змии, да не да е Господ дома може да ни влезат тука што живееме. Тоа вчера со децата секој ден. Жалосно, што е ова, еве го. Не е битно, еве тука жена со децата, веројатно тука си живееш негде блиску. Како да, каде да, значи ова е тротоар. Јас страф имам да ти кажам. Како да не се нема страв, Господи. Еве што е ова, што личи тоа. И значи за школа ово. Еве сега ќе ви покажам и стативите, нели? Пред 45 години тука сум учел, во Сполетка. И ќе ги видите, сега тука не може ништо. Види колку. Еве се каци, значи видите бе што е ова, бе, ало, овде, значи дека нема змии, смокови, тоа не може никој да докаже. Има 100%. Што е ова? Иначе еве го, игралиштето на ова школа. Ти, госпоđо или министерке за образование, еве ти, во школово нема деца каде да играат фудбал на физичка, на физкултура, како го викате. Еве, нема све во... Тамо има, значи, гледате, метро и пол, може и 2, на секаде, змии, крокодили, гуштери, а некој ова го направил, дали некому текте некогаш тука згради нешто да прави. Тоа што ќе се собере четврт гостивар на, како да кажам, на протест, мир за тоа. Значи, немој да ни го задушувате градов. Еве, вака. И што треба ова? Значи, кој треба ова да го коси? Кој? Кој треба да го одржава? Срамота и брука. Деца да немаат каде да потоа викаме деца да седе на... Значи, некаде нема услови за деца да поиграат, да поспортуваат. Тука видите, тука имаме многу убави. Значи, ова е многу фино место, дел во Гостивар, каде што во близина ја живеам, каде што е градинкава, каде што живее фин, мирен народ, убав народ. Меѓутоа, јас породам тука, не само јас, сите мои комши тука, другари и пријатели, како деца си играме ми и тука фудбал, и во индустријско тама. А сега, кој да игра? Види, жена да се плаши да помине со децата по ова тротоарие, тротоарие, меѓутоа со што? Со гуштери, со смии, со смокови. Кој би влегол во ова џунгла овде? Натре, кој би влегол? Ми од тука сум прескокал, нели, како деца, преку ова 1, 2, 3, преку тоа за да играме фудбал. Па имаше тука нешто, едно така искршено, некој го искршил, па преку тоа се влегуваме за да играме фудбал по цели денови. Тамо има еден кош, а сега еве што има. Го заврти цело Гоце Делчев. Ова се вика реално срам и арам да ви. Пошто луѓево нема деца каде да поиграат. Така, гостиваре и сите, поштовање, добри сте? Добро да речеме. Еве, да знаете за што се работи, а и ти министерке за образование, еве, види го ова нешто. Што можам да доловам друго во Гостивар, ќе доловам. За нешто низ Македонија друго, нели? Веројатно Министерството за образование би требало да ме плати, нели? Се шалам, никој не може да ме плати. Срамота е ова.